Вторник, 21 јануари, кратки вести во 12 часот. Во првата недела на февруари ќе биде објавен вториот јавен повик за изразување интерес од страна на општините за финансирање инфраструктурни проекти со средства обезбедени од унгарскиот кредит, најави министерот за локална самоуправа Златко Перински. Тој очекува на следната владина седница да помине точката за да се распише јавниот повик. Општина Охрид на првиот повик аплицираше со 10 проекти и сите беа одобрени. Најголемиот дел се однесуваа на реконструкција на улици и локални патишта во руралните средини. Заменик министерот за економија Маријан Ристевски со представници на UNDP во посета на охридската компанија Kleenex Professional како дел од неколкуте успешни бизниси во Охрид кои се помогнати со мерката поддршка за создавање нови работни места преку зелени инвестиции. Компанијата во 2022 година инвестираше во инсталација на соларен систем за топла вода, а во 2024 за гасна станица за грејење. Како компанија цврсто се залагаме за трансформација кон зелена енергија и ќе продолжиме со инвестиции во истата со цел придонес кон почиста околина, екоодговорност и оптимизација на оперативните трошоци, велат од Kleenex Professional. Со одбележување на големиот христијански празник Богојавление Водици и денот на рибарите го оставаме зад нас празничниот маратон, кој секоја година трае од празникот посветен на Свети Никола на 19 декември до 20 јануари. Во поголемиот дел имавме пријатно време со надпросечно високи температури за овој период од годината, но и снег. Новогодишните и божикните празници поминаа со бројни странски и домашни гости, а слично беше и за прославата на Стара Нова година и Водици. Посетеноста на градот во овој период е солидна најава за главната туристичка сезона пред нас. Времето денес променливо облачно со повремени врнежи од дожд, дува умерен ветер од променлив правец. Максималната температура во Охрид до 5 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.